Добар ден и добре дојдовте во нашата училница на часот по математика за 8 одделение. Јас сум наставник Кире Крстевски, кој работам во Основно Тинско училиште Сташо Пинџур Кавадарци. Целта на денешниот час е да видиме како се пресметува периметар и плоштина на круг. Значи ќе изучиме периметар на круг, ќе изучиме плоштина на круг и плоштина на кружен прстен. Пред да преминиме на формулата за пресметување на периметар, каде што спомнуваат поимите радиус и диаметар, да се подсетиме на тоа што беше радиус, а што диаметар. Во една кружница со центар О, растојанието од таа точка О до било која точка од кружницата се нарекува радиус. Го бележиме со R мало. Да помниме радиус растојание од центарот до било која точка во кружницата. Пред да го дефинираме поимот диаметар, да се подсетиме што беше тоа тетива. Ако имаме дадено неколку одсечки, чии што крајни точки се точки од кружницата, за тие одсечки велиме дека се тетиви во кружницата, односно тетива е одсечка чии крајни точки се точки од кружницата. Сега можеме да го дефинираме и поимот диаметар. Во кружница со центар О, диаметар е најголемата тетива, односно тетивата која поминува низ центарот. И уште да се подсетиме дека за диаметарот важи дека е еднаков на 2 пати по радиус. Ако радиусот пример е 3 см, диаметарот ќе биде 6 см. Сега можеме да одиме на поимот периметар на круг. Периметар или обиколка. Колкава е должината на кружната линија со која е ограден кругот. Даден е центар О, даден е радиус R. Формулата за пресметување на периметар на круг е 2 пати по R по π, 2Rπ. Или, бидејќи 2R е еднакво на D, некаде ќе ја сретнеме формулата дека L е еднакво на D по π, односно диаметар по π. Каде што ова π, го читаме π, значи овој знак е Лудолфов број и приближно е еднаков на 3,14. Π приближно е еднакво на 3,14, значи овој знак тука го читаме како приближно е еднакво. За оние кои што сакаат да знаат повеќе, π е бесконечен, непериодичен децимален број, значи нема крај, бесконечен, нема период кој се повторува, цифра или група на цифри што се повторуваат, непериодичен, и ева го колку изнесува π на 50 децимали, 3,141592 и така натаму. Затоа, кога вршиме пресметување за периметар, или после тоа ќе видиме и за плоштина, π го заокружуваме на 2 децимални места, односно велиме π е приближно 3,14. Да видиме сега како се пресметува плоштина на круг. Исто даден е круг. Формулата за плоштина на круг е еднакво P еднакво на π по R на втора. Значи π по R на квадрат, каде што тоа R на втора, да се подсетиме, значи R по R. Ќе видиме сега низ пример да се пресмета периметарот и плоштината на круг со радиус R е еднакво на 4 cm. Значи радиусот е 4 cm. Ева кружницата. Радиус центар О, радиус R, што е 4. Периметарот, рековме по формула 2Rπ. Заменуваме L е еднакво на 2 пати по, на местото од R 4, по π, односно 2 по 4 8, по на местото од π 3,14. L е еднакво на 25,12 cm. Од кога ќе го извршиме ова множење. Плоштината на кругот, рековме се пресметува по формула π по R на втора, π по R на квадрат. Радиусот беше 4, заменуваме за R 4 на квадрат. Плоштината ќе биде еднакво, значи π по 16, 4 на квадрат е 16, 4 по 4. Или плоштината е еднакво на 3,14 по 16. Конечно,
плоштината е еднакво на 50,24 сантиметри квадратни. Внимавајте тука, мерната единица е сантиметри квадратни, се работи за плоштина, знаеме плоштина се изразува во квадратни мерни единици, милиметар квадратен, сантиметар квадратен, метар квадратен и така натаму, додека L или периметарот е должина и таа изразуваме со мерките за должина милиметар, сантиметар, метар и така натаму. Кружен прстен. Прво да видиме што е тоа кружен прстен и како се пресметува неговата плоштина. Ако е дадена една кружница со радиус R мало и даден е друга кружница со радиус R големо, овој дел плавиот не изгледа како прстен. Треба да пресметаме неговата плоштина. За да видиме како ќе пресметаме таа плоштина, на еден поедноставен пример, кој е даден еден првоаголник, поголем, и еден помал бел, и треба да се пресмета плоштината на обоениот дел, фактички на ова што изгледа како рамп да слика. За да ја пресметаме плоштината на овој обоен дел, треба плоштината на големиот првоаголник, од неа да извадиме плоштината на помалиот на белиот првоаголник, односно P на обоениот дел е P големо минус P мало. Нешто слично ќе биде и за пресметување на плоштина на кружниот прстен. Плоштината на големиот круг минус плоштината на малиот круг ќе ја даде плоштината на овој плавиот кружен прстен. Односно, P ќе биде еднакво π по R на втора, R големо на втора, плоштината на големиот круг, минус π по R мало на квадрат, плоштината на жолтиот, на помалиот круг. Оваа формула е формула за пресметување на плоштина на кружен прстен и може да се запише и во друг облик, бидејќи π е заеднички множител и за R големо на квадрат и за R мало на квадрат. Тоа π можеме да го запишеме пред заграда, во заграда ќе остане само R големо на квадрат минус R мало на втора. И еве да видиме сега низ еден едноставен пример. Ако R големо е 6 cm, R мало 4 cm, колка ќе биде плоштината на кружниот прстен со такви две кружници. Плоштината ќе биде, значи, π пред заграда, во заграда R на втора големо минус R мало на квадрат, еднакво π заменуваме за R големо 6, па на втора, минус за R мало 4, па на втора, е еднакво π по редослед на операции прво квадрираме, 6 на втора 36, степенуваме, минус 4 на втора 16, е еднакво на π по 36 минус 16, 20, е еднакво, заменуваме вредноста за π 3,14 по 20, е еднакво на 62,8 сантиметри квадратни, бидејќи станува збор за плоштина. Рековме, не го губите предвид фактот дека кога пресметуваме плоштина, мерната единица е изразена во квадратни, сантиметри, милиметри или метри, зависно во што се дадени димензиите. За домашна работа имате во учебникот на страна 280 задачи 1, 2 и 5. Освен овие три задачи, имате задача да измерите барем три кружни форми со различен радиус. Тука тоа може да бидат, не знам, вазна, тегла, шише, се што има кружна форма. И мерите прво периметар со конец, внимавате, мерите после да мерите должината на конецот на линијар, тоа е периметарот на кругот, на кружната форма. Пример, ако е шише, со конец околу шишето, забележувате до каде е периметарот, ја мерите должината на конецот и со линијар потоа го мерите радиусот на шишето. На крај, поделете го периметарот, должината што сте ја добиле за периметарот, со 2 пати по радиусот и запишете ја добиената вредност за сите три мерења. Наредниот час ќе продискутираме кои вредности сте ги добиле при оваа делење. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме наредниот час. Поздрав!